Од 2010 до денес, листата на забранети супстанции во козметичките производи кои се во малопродажба во Македонија не е ажурирана ниту еднаш. Воедно, во земјава нема ниту една лабораторија со опрема за испитување на забранети супстанции во детските играчки кои се увезуваат и се продаваат кај нас, наведува Државниот завод за ревизија во ревизорскиот извештај за работата на Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Ревизорите посочуваат дека Министерството за здравство пред 16 години донело листа на 1600 супстанции што не смеат да се користат во овие производи, која не е ажурирана до денес. Поради тоа, постои ризик во промет да се стават производи кои содржат супстанции за кои на територијата на Европската Унија е утврдено дека се штетни по здравјето, а истите да не се забранети на територијата на нашата држава. Државните ревизори потенцираат дека е потребно Министерството за здравство во соработка со Инспекторатот и Институтот за јавно здравје да преземе активности за редовно ажурирање на листата на супстанции што не смеат да се користат во козметичките производи со цел нејзино усогласување со листата на Европската Унија. Од Државниот санитарен и здравствен инспекторат велат дека се постапува по забелешките на ДЗР. Во однос на постапката за увоз на детски играчки, козметички производи и предмети за општа употреба и забелешките за сертификатите за безбедност, кои се приложуваат при увоз, веќе се започнати иницијални преговори со релевантните чинители за изнаоѓање заедничко прифатливо решение, со цел да се надмине овој проблем. Дополнително, ревизорот констатирал и други слабости во однос на инспекцијските надзори што ги спроведува Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а кои се однесуваат на фактурите и здравствените сертификати. Според ДЗР, овие документи често се на повеќе странски јазици што создава ризик инспекторите да не ја разберат во целост нивната содржина и да одобрат увоз на стоки без целосно потврдена веродостојност и здравствена безбедност.